А сега ќе се навратиме на стихот од неделата. Бидејќи таму треба да продолжиме со Христовата проповед од гората на блаженствата. Евангелие по Матеј, 7 глава. Ја завршивме цела 6 глава. Продолжуваме со 7 глава од првото Евангелие. Христос започнува, односно тој само продолжува, се разбира, тоа е една цела проповед. Но 7 глава, оние што ја делеле Библијата на глави и стихови, решиле овие зборови во првиот стих да бидат почеток на една нова тема. И затоа на една нова глава. Не судете, за да не бидете судени. И вториот стих, кој што го чувме од утренските во неделата. Зашто со каков суд судите, со таков ќе бидете судени, со каква мерка мерите, со таква ќе ви се мери. И зашто беше овој стих вметнат меѓу 1 Самуилова 14 и 15 глава? Значи, зашто беше стих од неделата? Се сеќаваме што реков минатиот пат, кога малку во иронија го споменав рамазанскиот пост, кој што тогаш почнуваше. И Саул закажал еден таков човечки пост, што нема никаква вредност пред Господа. И заради таа негова безумна желба и инает, искажани преку тој пост, за малку ќе бил погубен неговиот син Јонат. Значи, Саул бил спремен заради една глупост и заради една ситница и инсистирал да го осуди дори и својот син, престолонаследник. Замислите колко е спремна, до каде е спремна да оди човечката гордост и инает. И тврдоглавост, да. Зошто Саул бил спремен на ваква жртва? Обично велиме колко е голема љубовта Божија што го жртвувал својот син, колко била голема љубовта и верата поточно на Авраам, што го бил решен да го жртвува својот син. Колко е тоа тешко и можеби ретко за родител да го направи. Но Саул бил спремен тоа да го направи ниту од љубов, ниту од вера, туку заради својата гордост и инает. Страшно нешто. Затоа бил спремен да суди и да осуди за глупост, за ништо, невин човек, дури својот син. И за жал него го снашло проклетството. Тој да биде осуден и отфрлен, да не биде цар на Израел. Смислата на Господовите зборови, што ги почитавме во првите 2 стиха. Продолжува од 3 стих па натаму. Зошто ја гледаш раската во окото на твојот брат, а гредата во своето око не ја чувствуваш? Или како ќе му кажеш на твојот брат, чекај да ти ја извадам раската од окото, кога во твоето око има греда? Лицемере, извади ја прво гредата од твоето око, па тогаш ќе видиш како да ја извадиш раската од окото на својот брат. Ови зборови не се премногу познати и од лично искуство. Светото не давајте го на кучињата и не фрлајте си го бисерот пред свињите, за да не го изгазат со своите нозе и да се вратат и да ве раскинат. Господ викува на мудрост како да се управува со Божјото Слово. Кога да се зборува, кога да се молчи, кому да му се зборува, а пред кого да се молчи, како што самиот тој покажа.
Господ зборувал, проповедал како овдека на гората, правили големи дела и чуда. Меѓутоа пред еден вазален, локален крал молчал. Не кажал ниту еден збор, не направил ниту едно чудо и не го удостоил тој крал ниту со поглед. Кој беше тој крал? Ирод Антипа. И тој заврши многу трагично. Ирод Велики заврши страшно, трагично. Ирод Антипа заврши трагично. Ирод Агрипа, неговиот син, заврши трагично. Скоро сите. Страшно проклетство. Слично на првиот израелски цар. Се разбере, ова не значи дека судиите не треба да судат. Ова не значи дека судовите не треба да судат. Ова не значи дека црквата не треба да суди. Дори за црковни прашања и проблеми, Библијата повикува црквата да пресуди, а не граѓанските судови. Тога што значи не судете за да не ви се суди? Значи, ние како поединци да не ја земаме таа власт што не ни е дадена во наши раце и да ги осудуваме нашите ближни. Има еден случај, да не го бараме сега во Евангелијата, каде што на Христа му пристапува еден падобранец, како што имало мнозина низ историјата до ден денес. Луѓе што се привлечени кон него и кон црквата само заради материјална корист. Без вера, без покаяние, без никаква желба за духовност. И му вели: Господе, брат ми, јас и брат ми имаме спор со нивата, така и така, или ми ја зеде нивата, или не знам што. И бараше Господ да интервенира во негова полза. Се сеќавате што одговори Христос во таа ситуација? Се сеќавате на тој случај? И треба да го бараме, да го читаме. И сме вели: човеку, кој ме постави мене да бидам судија? Да ви бидам судија на вас. Христос одбил да се меша во тој проблем. Значи, постојат судови за таа работа. Како што постоели во Израел, како што Синедрионот бил врховниот суд на израелскиот народ. Христос самиот одбил да пресуди, иако бил Господ што се знае, самиот одбил да решава некој спор кој што бил во надлежност на граѓанските судови. Продолжуваме сега од 7 стих па натаму со нова тематика. Посакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Да застанеме малку за миг и да ги поджвакаме овие стихови. Дали веруваме во ова што Господ тука ни го кажува? Да помислиме секој на какви се неопходни потреби, проблеми наидуваме денес. Посакајте и ќе ви се даде. Барајте и ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Може би нема да го добиеме тоа што конкретно ние го сакаме. Нема да го најдеме тоа што конкретно ние го бараме. И нема да ни се отвори онаа врата кај што ние сакаме да тропаме. Меѓутоа, Господовата врата ќе се отвори. Ако него му досаѓаме, а тој тоа го сака. Господ сака него да му досаѓаме за нашите проблеми. А нашата грешна природа сака на друг човек да му досаѓа.
Затоа и настанало во христијанството и тоа третирање на свештениците како татковци, како оци. Бидејќи од секојаш луѓето сакале, гледали и во проповедникот Господ, кој што ќе ги решава сите нивни лични проблеми. Господ сака нему да му досаѓаме, не на луѓето, што може да ни направи грешен човек како нас. Господ сака нему да му се довериме. Тој нема да ни издаде. Тој нема да ја открие нашата тајна на други. Господ сака нему да му се исповедаме. Се разбира, освен ако сум му сгрешил на некој од вас, тоа што треба и лично да се извини. Но за гревови кои што немаат врска со вас, или со друг човек, Господ сака нему да му се исповедам. Господ сака да тропаме на неговата врата, него да го молиме, од него да просиме, а не од луѓе. Зашто секој што моли добива и кој бара наоѓа и на оној што чука ќе му се отвори. Повторно се мисли ако тропаме на неговата врата. Ако нему му ја упатиме молитвата. Ако нему му досаѓаме. И ако нему да му стане досадно. Така е зборот. Има ли меѓу вас човек кој ако му посака неговиот син леп, ќе му даде камен, и кој ќе посака риба, ќе му даде змија? И така вие кои сте се лоши, зли, грешници, себични, сепак умеете да им давате на своите чеда добри дарови. Колку ли повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добра на оние што му бараат. Господ уште повеќе ги охрабрува слушателите, дека ако него го молиме, ако од него бараме, ќе добиеме. Може би не секогаш она што конкретно ние сме го посакале, но ако не тоа, и ми се допаѓа таа мисла од братот Јанош Ковач на 25. мај, кажа на 2013 година во Универзална сала. Тоа беше првата сабота од неговата евангелизација. Ако Господ не ни го дава она што ние го бараме, тоа значи дека тој сака да ни даде нешто подобро од тоа што ние го бараме. Истата година тоа се покажа во мојот живот, истата година, без да го очекувам. И убеден сум дека тоа е навистина така. Зарем постои посовршен и подобар родител од него самиот. Господ знае да им дава добри дарови на своите деца, дори и тогаш кога самите деца не знаат што бараат. Или не знаат што сакаат. Се оно што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие, зашто тоа е законот и пророците. Ова така наречено златно правило, луѓето често пати го знаат во она Хилелова еврејска верзија. Уште пред Христа еврејскиот рабин Хилел ги кажал зборовите: што не кете да ви прават вам луѓето, немојте да го правите и вие на ним. И татко ми знаеше да ги кажува тие зборови. Не знам од кај ги чул, од кај ги научил. Меѓутоа, тие зборови првпат ги кажал еврејскиот рабин Хилел уште пред Христа. Христос ги помножил тие негативни зборови со -1 и го претворил стихот во нешто подобро. Поговорката е правилото го претворил во нешто подобро, го позлатил. Се што сакате да ви прават луѓето, правете им го и вие. Зашто тоа е законот
и пророците. Да размислиме во нашиот живот, како би можеле да го примениме ова правило. Што се сакам да ми прават мене луѓето. И да почнем тоа, да го правам, истото тоа да им го правам ним, јас на другите. Како би изгледал нашиот живот ако еден ден се обидеме да го исполниме ова златно правило и да живееме според него. Време да се проба. Влезете низ тесната врата. Зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст и мнозина минуваат низ нив. А тесни се вратите и тесен е патот што водат кон животот и малкумина ги наоѓаат. Овие зборови беа лично големо охрабрување за мене на почетокот на верата и верското искуство. Бидејќи секогаш, како што и вие знаете, секогаш на страната на вистината се малку луѓе на страната на вистината. Зошто е тоа така? Мора ли да биде тоа така? Затоа Господ говори за избраните. Зошто говори така? Зошто своите следбеници ги нарекува елита? И тоа е она вистинската небесна елита, која што ќе остане вечно, вечната елита, за разлика од пропадливата елита. Зошто е тесен патот што води кон животот? Се подсетуваме на една од раните визии на Елена Вајд, која што вели, кога гледа Божиот народ како се движеше кон Божиото царство. И на почетокот на патот, како тргнале? Тргнале со сиот свој имот. Меѓутоа, врвицата, патот станало се потесен и потесен и требало да се ослободуваат од него. И на крај визијата завршува на тој начин што повеќе и не постои пат, туку таму на некоја висока планина или гребен требало веќе со јаже да се искачуваат до последната цел. Значи, повеќе не можеле ниту во рака да носат нешто со себе. Значи, се мислени клучеви, ако треба да се искачувам по јаже. Сето тоа символично значи дека постојат многу работи во овој свет од кој што ќе треба да се откажеме и постојат работи што не се грешни, но кои што нема да ги понесеме во Божието царство. Нема да ги понесеме во Златниот град. Зато да не се врзуваме за некои материјални предмети овдека, колку и да ни се сега драги, мили, симпатични и така натаму. Се сеќавам често пати имам и дома, имам и на матка некои стари работи кои што одамна сакав да ги исфрлам, а мајка ми велеше, немој, тоа е од мајка ми, тоа е кога бев девојка, немој. Некој ормарче, некоја фотелја, двете фотели од баба ми, одамна ќе ги фрлам и сега ќе ги фрлам. Има многу работи што не ми требаат, ќе ги фрлам, не ми требаат. Меѓутоа, луѓето сакаат да се врзуваат за материјалните работи. Сами по себе не се ништо лошо, меѓутоа, ете, понекогаш се врзуваме, формираме некои емотивни врски со нештата од овој свет, што не мора да се грешни, но од тоа ќе мора да се ослободиме. Понекогаш размислував дека дали некој сте помислиле дека еве да даде Господ да влезете во Божието царство. Дури оваа книга, вашите Библии,
вашите нови завети. Нема да ги има таму. Ова е исто така материјален предмет што ќе остане тука на оваа земја. Содржината ќе ја имаме во нашите глави. Тоа ќе биде совршен запис. Тоа нема да се загуби. Меѓутоа, самата книга, самиот предмет, да гледаме што по-често сега да поминуваме време со него, бидејќи и тоа ќе го немаме. Како книга, како предмет, ќе го немаме. Но, нека остане Словото, запишено во нашите мозоци, односно, да го извлечеме благословот, колку што е можно, денес, од оваа книга, додека ја имаме, додека можеме да ја читаме во мир и слобода. Бидејќи и од неја ќе се ослободиме и ќе дојде време кој ќе треба да се подпираме на Божијата сила, на неговите ветувања, само од оно што сме го запаметиле. Значи, нема да го имам новиот завет, Библијата, покрај мене. Ниту телефонче, ниту не знам каков друг предмет, кој што ќе ми помогне во тоа, или кој што ќе посакам тогаш да го прочитам. Не, што остана запишано во нашата глава, на тоа ќе се подпира нашата вера тогаш. Затоа да го полниме нашиот ум сега со оно што тогаш нема да ни биде достапно, содржината на Светото Писмо, на неговите зборови. И колку за денес ќе завршиме со последниот одсек до 20 стих. Следната сабота ќе завршиме целата глава, потоа кога ќе имам наутро проповед по 2 недели, тогаш ќе започнеме со нова библиска проповед. Со тоа ќе завршиме, значи, следната сабота и Христовата беседа на гората. А последниот одсек за денес е од 15 до 20 стих. Какво дрво, такви плодови. Пазете се од лажните пророци, кои доаѓаат во овча кожа, а однатре се волци грабливи. Како ќе се пазиме? По нивните плодови ќе ги познаете. Се бере ли грозие од трње или смокви од чичка? Па така, секој добро дрво дава добри плодови, а лошо дрво дава лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Секој дрво што не дава добар плод, го сечат и го фрлаат во оган. И уште еднаш, во 20 стих го повторува правилото. И така, по нивните плодови ќе ги познаете. По што ќе познаеме? Учител испратен од Бога. По неговото образование, по неговите титули, по неговите дипломи, по неговото материјално богатство, по неговите препораки од црквата, од луѓето, колку е фален, славен и почитуван од другите во народот. По ништо од сето тоа. Само по едно, по нивните плодови ќе ги познаете. И знаеме на што мисли Господ. Постојат делата телесни и постои плодот на духот. Така убаво сумирани таму во 5 глава од посланието до Галатјаните. Многу лесно може се познае човек кој што го има Светиот Дух и човек кој што го нема Светиот Дух. И еден ист човек, тогаш кога го има Светиот Дух и тогаш кога го нема Светиот Дух, тоа се две различни состојби. И можеме да речеме различни луѓе. Толку ќе за оваа вечер.
Христовата проповед ќе завршиме следната сабота највечер. Нека Господ да благослови овие негови зборови да останат врежани за секогаш во нашите срца, не само во нашите мисли, туку во нашите срца. Бидејќи идат тешки времења, кога само со неговите зборови ќе можеме да се утешиме. Многу потешки од овие досега. Нека му е фала и слава вечно. Амин.